Македонија има деструктивна опозиција со цел да ја дестабилизира државата. Наспроти тоа, новата влада во првите 100 дена и покрај големите обструкции успева да го исполни она што го ветила, порачуваат од коалицијата Вреди по првите нешто повеќе од 3 месеци владење. Вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити вели дека и покрај пречките кои ги поставува опозицијата, тие ќе работат со цел подобар живот на граѓаните. Се соочуваме со една деструктивна опозиција која секојдневно критикуваше без аргументи, предметно и се во функција на дестабилизација и дефокусирање, не во интерес на граѓаните, туку како да се спасат од одговорност. Но и покрај тоа има и деструктивни иницијативи кои долго време беа по фиоките. Владата пред неколку дена одлучи да ги забрани онлайн приредувачите на игри на среќа, што беше едно од ветувањата во кампањата, токму тоа го потенцираше и Меджити, најави дека истражните органи сериозно се занимаваат со можните криминали на претходната власт, дека ќе одговара секој кој се огрешил пред законот, без разлика на национална припадност. Еден од приоритетите не беше да се забрани казино бизнисот и веќе евидентно е после автентичното толкување во собрание има и одлуки на владата за затворање на сите концесии, укинување на сите концесии за онлайн казино. Интензивно се работи на спорните предмети со кои што после веќе се бават судството и обвинителството и оставаме они да го кажат крајниот збор. Од албанската опозиција ДУИ обвинуваат дека коалицијата Вреди секојдневно ја оддалечува државата од евроинтеграциите и ја приближуваат кон стратешко партнерство и финансиска зависност од Кина и Русија. Велат за само 100 дена успеале да ја оддалечат земјата од Европа, а да ја доближат до Србија, Унгарија, Русија и Кина.